Во секоја ситуација да мислиме дека поедноставениот начин, единственото решение не може поинаку, немаме избор. Сигурно има уште барем 3 начини, избори, решени. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Ова видео е продолжение на претходното видео со наслов Се заборавив себе си. Ке зборуваме за некои основни, базични работи кои што може да ги направиме за себе, за да се враќаме полека кон себе, дури и тогаш кога условите не се променети, дури и тогаш кога процесите во кои сме влезени не се завршени, обврските не се намалени, а особено тогаш кога таквите ситуации постои веројатност дека ќе потраат некој одреден период. И ние би сакале се разбира тоа да е поинаку, меѓутоа не можеме да влијаеме на состојбите на условите кои се од надвор, што можеме да направиме да промениме кај себе и некако полека да се враќаме кон себе, а и да си улесниме и да можеме повеќе да им служиме и на другите и подобро да си ги завршуваме обврските. Ова видео го правам под предпоставка дека сме освестиле веќе дека ние сме се заборавиле себе си, сме се изгубиле во некој процес, сме се ставиле на последно место или не сме си само приоритет и дека сме ги почувствувале последиците од тоа, кои што може да се манифестираат како замор, како изгубеност, расеаност, како се потешко ние да ги завршуваме обврските и се чувствуваме како растргнати можеби на сите страни. Не знаеме што побрзо да направиме, а не можеме, односно имаме чувство дека не можеме ништо да промениме. Првата и најважна работа е да не се обвинуваме себе си. Не како можев, леле што направив, зошто си го направив тоа на себе си и сега што ќе правам и така натаму, иако и тоа може да се појави како размисла, меѓутоа да не трае долго. Дури и доколку почувствуваме тага за сета таа состојба, дури доколку се почувствуваме невреднувани, изневерени, оние изреки, јас секогаш истото го правам, никој не го вреднува тоа што го правам, колку сум јас глупава, добра, ме злоупотребуваат и така надаму, кои нормално може да се појават, да му дадеме простор и време на сето тоа, да го изработиме во себе, во главата и емотивно, и да дојдеме до ситуација во која едноставно сме го тагувале и го прифаќаме дека е како што е. Додека не ги поминеме овие процеси, не можеме да одиме понатаму или да донесеме одлука што ќе правиме следно, нити пак свесно да видиме што се можеме да направиме. А откако ќе ја прифатиме со мирна душа и разумно состојбата во која се наоѓаме, следува период во кој што треба да донесеме некои одлуки, односно да видиме што може следно да направиме, иако условите не се променети. Најпрвин, она што може да го направиме натре во себе, во процес на размислување и така натаму, односно да се оддалечиме и да погледнеме од страна. Како сме ние вклучени во процесот кој што се случува? Како се однесуваме во таа состојба? Дали може би претеруваме? Дали може би живееме во идеја дека премногу сме потребни, дека без нас ништо нема да биде како што треба, дека ние се најдобро знаеме да завршиме, или, на друг начин кажано, дали знаеме да ги поделиме обврските, да одредиме кои ни се приоритети, а кои може да причекаат или кои не се најважни во моментот, дали сме свесни дека променетите услови и другите обврски бараат да ги промениме и нашите навики, понекогаш и целокупниот систем на живење, да провериме, да не може би претеруваме, да не си даваме преголемо значење, односно да не си ставаме премногу обврски на себе си, иако постои можност да ги одложиме, поделиме или пак да побараме помош од најблиските луѓе и од оние кои што се инволвирани во целата ситуација, а некогаш и да побараме стручна помош и да платиме за тоа. Со плаќањето на таа стручна помош, ние едноставно купуваме време за себе и го купуваме сопствениот мир, и тоа е многу битно. Или, накратко кажано, научете се да препуштате, научете се да делите, научете се да барате помош. Тоа не е одлика на слабост.
Тоа е одлика на свесност, на добра организација и на грижа за себе. Исто така е многу битно да видиме дали ние знаеме добро да го организираме и менаџираме своето време и дали се обидуваме да ги задржиме сите оние стари навики, да ни биде се под конец, да бидеме еднакво успешни како претходно, еднакво присутни секаде, еднакво посветени на се. Затоа што тоа не е возможно. Затоа што приоритетите ни се променети, а променетите приоритети во одреден период бараат и целосно нова организација. Да ја провериме својата организација, иако е потребно да се реорганизираме. Се разбира дека тоа секогаш нема да ни се допаѓа, се разбира дека секогаш нема лесно да се согласиме со тоа и дека можеби некогаш нема да ни биде лесно ни да се организираме, дури и да сакаме. Меѓутоа, различни услови бараат различна организација, различни приоритети, бараат различен менеджмент, како што популарно тоа се нарекува, на време и на сите ресурси кои ги поседуваме, и сопствените и оние на блиските луѓе. Битно е да се реорганизираме. Понекогаш таа реорганизација се однесува и на време, и на простор, и понекогаш е потребно да се откажеме од некои своји навики, ритуали и да воведеме или да стекнеме нови. Третото нешто кое е битно е промена на навиките. Промена на навиките и на ритуалите, меѓутоа да не ги изгубиме во сиот тој процес навиките кои што ни носат добробит, туку едноставно да ги скратиме временски или исто и тука да провериме кои ни се приоритети, без што можеме, без што не можеме и да задржиме неколку основни кои ќе не конектираат со себе си, ќе не потсеќаат на нас, затоа што тие ни се многу битни за да се чувствуваме стабилни, но се разбира да оставиме доволно простор, да стекнеме и да вградиме во нашиот систем некои нови навики, затоа што тие пак ќе ни олеснуваат да се снајдеме во новата состојба ситуација, во новите услови во кои што моментално се наоѓаме и кои што можеби ќе потраат одреден период. Откако сето тоа ќе го направиме, значи ќе провериме дали претеруваме, па потоа, доколку заклучиме дека тоа е така, ќе поделиме дел од обврските, ќе побараме помош, ќе промениме некои навики, ќе внесеме нови навики во системот. Потоа е битно навистина ние да се ставиме во фокусот, односно, најди еден час за себе. Знам дека не е лесно, меѓутоа да провериме каде можеме, дури некогаш и од спиењето, ако одземеме време, а го инвестираме во некој активен одмор или во нешто што ќе ни направи задоволство, тоа исто така може да ни помогне колку и спиење. Ако го искористиме за прошетка, го искористиме за да се погрижиме за себе, се негуваме себе си, прочитаме нешто, слушаме некоја добра музика, поразговараме или испиеме кафе со некој пријател, некогаш може многу повеќе да ни помогне и да ни користи од спиење. Меѓутоа и во текот на денот, 5 или 10 минути да се станеме, да се одмориме, да се издишиме, да го испразниме мозокот од мислите кои што во такви ситуации може да не бидат многу хаотични, да го испразниме телото од енергијата која што сме собрале во текот на целиот ден, на вистина убаво да издишеме и буквално и потоа многу полесно ќе можеме да го изодиме остатокот на денот. Се разбира дека тоа можеме да го правиме повеќе пати, онолку пати колку што имаме потреба. Во тие 5 минути нема ништо да се изгуби, нема работи да се променат, нема да пропадне светот без нас, а ние ќе добиеме многу од тоа. Она што можеме да го правиме секојдневно е да најдеме еден час кој ќе си го посветиме на себе си. И тоа е поврзано со она претходно да побараме помош. Во тоа наше отсуство од ситуацијата, да не замени некој, да ни помогне, да биде со нас или да наоѓаме неколкукратно во текот на денот, барем по неколку минути во кои што ќе бидеме со себе. Независно, како што реков, дали ќе дишеме и се издишуваме, дали ќе одмориме, дали ќе послушаме малку музика, дали ќе прошетаме најблиску што може и најкратко што може. Некогаш е доволно да свртиме еден круг околу зграда или околу куќата, за малку нели мислите да ни се разменат, малку воздух да земеме и потоа
можеме да продолжиме со денот многу полесно и многу поедноставно. И на крај, и најважно е да препуштаме, да дозволиме, да прифатиме дека се ќе биде како што ќе биде. Ние можеме да направиме се што знаеме и умееме и да биде тоа за нас доволно. Значи, да прифатиме дека не можеме секогаш се, меѓутоа дека можеме многу. Да го направиме тоа наше многу и наше најмногу и да бидеме задоволни со тоа. Но во сето тоа да не се заборавиме и изгубиме себе си, затоа што дури и оние кои би биле горди на нашите успеси, дури и оние на кои ќе им помогнеме да се носат во нивните приказни ако се соочуваат со тешки проблеми или здравствени проблеми, ќе ни бидат благодарни, меѓутоа и тие не сакаат во тој процес дека нив им помагаме да се изгубиме себе си. Затоа, заради себе и заради другите, да се подсетуваме секојдневно колку вредиме, колку можеме да си дадеме на себе си и колку е тоа битно за да бидеме присутни, за да бидеме здрави и за полесно да можеме да се носиме со предизвиците на секојдневието. И најбитното нешто од се е да веруваме. Да веруваме дека дури и да биде онека како што не сакаме ни во најцрното сценарио да помислиме, дека ќе умееме да се износиме со тоа, со помош и поддршка на најблиските се разбира, и дека ако биде како што замислуваме, дека ќе биде прекрасно и ќе уживаме во тоа, меѓутоа не сме ние секогаш во можност да го креираме целокупно нашиот живот во рамките на целокупното општествено и надворешно влијание. Да веруваме и да имаме почит кон се она што не можеме да контролираме и да менуваме. Да научиме да се носиме и да живееме со тоа. Се надевам дека ова видео некому ќе му послужи и се гледаме